Вести на Канал 8. Добар ден. Турканици кај пензионерите за упис на дрва за вгодина. Револтираноста се вжешти до степен да мораше да интервенира и полицијата и итната медицинска помош од Кочанскиот здравствен дом. Турканиците заради намалениот број на количини на огревно дрво годинава, а со тоа и намалувањето на бројот на пензионери кои можат да се запишат за дрва. Пензионерите се пожалија и на селективно делење на бројчиња. Турканици уште рано изутрина пред Сдруженијето на пензионери во Кочани. Пензионерите чекаат да добијат бројче за да земат дрва за вгодина. Најголем број од нив не начекаа упис за огревно дрво, а турканиците и револтираноста меѓу пензионерите се вжештија до степен да мораше да интервенира и Кочанската полиција. А на неколку пензионери дури им се слоши, па освен полицијата, интервенираше и итната медицинска помош од Кочанскиот здравствен дом. Пред камерите на Канал 8 пензионерите се пожалија на манипулативност од страна на Сдруженијето минатата година, како и на селективно делење на бројчиња. Лани беа изиграни. Пензионерите лани беа изиграни да мора по 3.500 да купат дрва. А тие што се пишуваа земаа по поевтини. И сега луѓето сакаат да си пишуваат. Ја мислам дека дрвата нема да бидат поевтини, освен кај пензионерите. И сега луѓето сакаат сите да земат дрва. Они дојдат, земат си. Тие и нашите луѓе од нашето село сега нема тука. Нема ги тука, не се присутни, пошто се вчера земале бројче и денеска ги нема. Ја лично апелирам до сите пензионери да не се плашите, другари. 21 век е. Не се бојте, тие се наши пари и сакаме тоа што не следува да си го земеме. Ја мислам дека гледај луѓето 50% си отидоа луѓето. Некој јадел, некој не јадел. Ово сакам да се сними и да се пушти. Преседател, за тоа е преседател. Таа у Скопје жалба се понесе, се најде начин за овој народ. Ово не може така да биде. Во е срамота, ограничени били дрвата. Ако се ограничени тие дрва, има планини Македонија, има дрва за извоз за Куманово, а нема за нас пензионерите. Како тоа? Лани нашите дрва отидоа во Куманово за Косово. Тоа сите знаат луѓе. Речеа дека немало доволно дрва и само за тоа сега се прави само селекција кој да запише, кој да не запише. Лично тоа е проблемот. Ја не се плашам, оти знам дека моето право го тражам. Ама овај народ, снимајте го сите, гледајте дека тука стои само работнички и измачен народ. Нема друг. Треба да направат список по територија да знаеме кој кога да дојме што да правиме. Тројца ги однесоа со брза помош. Некој не води рачун од нас, тоа е. 20 се бутаме тука со снава, ама ништо не можеме да направиме тоа. А не требаше они така да дозволеа сабале. Требаше да дојдат у 6 сато, да се поставија човеци и 20 по 20 и не може да има гужва. Они ово го направија, сите се собраа. Ја припаднаа, да ти кажам право. И гужвата стана, дојде брза помош, однесува 5 души таму и те така. Работата е многу грешка тука. Они требаше, например, сабале, знаат дека нема дрва доволно, ќе има гужва многу. Да се поставеа човеци и да немаше гужва, да немаше припаѓање и до сега немаше ни еден да остане. Сите ќе завршеа за денеска. А ограничено е дека нема доволно, многу се пензионери, нема доволно дрва и сега што нема дрва и сега оваа гужва е сета за тоа. Приватни ги качија 3.000, овие викат сега 2.500, а не го кажуваат тоа, затоа што после изборите ми се чини дека ќе бидат и 3. Може да не изборите, ама обавезно ќе бидат 3.000. И сета гужва е сега за тоа. Од Сдруженијето велат дека турканиците се непотребни, затоа што запишувањето за бројче не е само во текот на денешниот ден, туку и во наредните денови ќе може да се запишуваат. Но пензионерите на ова со одговор дека се туркаат од причина што ако дојдат утре или во текот на наредните денови, нема да може да бидат запишани, затоа што бројката за упис ќе биде исполнета, бидејќи оваа година се ограничени и намалени количините на огревно дрво. Во моментов кога камерата на Канал 8 ги регистрираше турканиците во просториите на Сдруженијето на пензионери, претседателот Ѓорги Серафимов го немаше, а во текот на целиот ден не беше достапен на телефон, така што информација од него не можевме да добиеме. Неколку кражби во трговски дуќани и домови се регистрирани викендов во Кочани. Најголем плен кратците имале во продавницата Фреш Маркет во централното градско подрачје. Изминатиот викенд кратците во Кочани не мируваа, а нивна мета најчесто беа трговските дуќани.
Највреден плен имале во продавницата Фреш Маркет на улицата Браќа Ставреви во централното градско подрачје. Непознатиот сторител не го поколебало тоа што дуќанот е лоциран на прометно место и што во близина се наоѓаат институции кои имаат ноќно дежурство, па околу 4 часот из утрината успеал да ги искрши катанците, да ја отклучи влезната врата и да влезе внатре. Безбедносните камери поставени во продавницата успеале да го снимат провалникот, но и тоа за него не било пречка да ја реализира намерата со оглед што бил добро маскиран. Од снимките се гледа дека најпримамливи за него биле цигарите, при што имал време дури да ги пробира оние брендови што се со повисока цена. Исто така, од касата украл и околу 5000 денари, сума што останала од дневниот пазар од претходниот ден. Кражбата првија забележале вработените, при што необично за нив било што катанците од влезната врата недостасувале, а бравата на вратата била заклучена. Случајот веднаш е пријавен во полиција, пошто службени лица направиле увид на лице место. Подоцна катанците се пронајдени 10 метри подалеку од дуќанот, а анализата на снимките треба да помогне во расчистувањето на кражбата. Од компанија Моневи, која е собственик на продавницата, рекоа дека за неколку дена ова е трето ограбување на нивен дуќан, па од надлежните очекуваат посериозен ангажман во откривањето на сторителите. Инаку, освен оваа продавница, викендов биле ограбени и бутици во централното подрачје на Кочани, а кражби се регистрирани во неколку домови, чии собственици најчесто се наоѓаат на работа во странство. Дрска кражба минатиот понеделник се случи сред бел ден во Златарски дуќан, при што крадецот со пиштол и се заканувал на продавачката, а потоа и ја нападнал, пошто украл поголема количина златен накит. Продолжуваме со црна хроника. Средновечен маж од Кочани бил претепан и ограбен во Виница, пошто бил оставен да лежи на улица. Полицијата е во потрага по непознатиот сторител кој го извршил насилството. Во саботата 1 час по полноќ во Виница се случил инцидент во кој било претепано и ограбено едно лице од Кочани. Според информациите од секторот за внатрешни работи, непознат сторител по кратката расправија физички го нападнал 57-годишниот ДГ од Кочани со намера да му одземе пари и други вредни работи. Од ударите што ги претрпел, кочанецот паднал во безсознание и останал да лежи на улица. Додека лежал, никој не го забележал, ниту му пришол да му помогне. По 1 час откако се освестил, кочанецот забележал дека му е одземена кожна јакна, 9000 денари, клуч од патничко возило Алфа Ромео и лични документи. Целиот настан тој го пријавил во Виничката полициска станица, при што рекол дека во грабежот му е причината материјална штета од околу 38.000 денари. Од полицијата велат дека се преземаат мерки за откривање на сторителот, а неофицијално се дознава дека викендов имало слични физички инциденти и во Кочани. Пијан кочанец со возило искршил 3 дуќани во центарот на Македонска каменица. Откако влегол со возилото во еден од дуќаните преку излогот, при излегувањето оттаму удрил во друг, па во трет излог. Настанот се случил за време на викендов. Полицијата го истражува случајот. За време на викендот кочанец дивеел во Македонска каменица. Со возило искршил 3 дуќана во центарот на општината. Според извештајот на полицијата, инцидентот се случил во строгиот центар на каменица, каде кочанецот најнапред со возило влегол во еден од дуќаните преку излогот. Откако решил да излезе оттаму, завршил во друг, па во трет излог и ги искршил. Цела среќа е што во тој момент на улицата немало минувачи, па освен дуќаните не настрадале и луѓе. Случајот со искрашените излози го истражува полицијата, но известно е дека наместо возачот со возилото управувал алкохолот. Во моментот на инцидентот, кочанецот имал дури 2,8 промили алкохол во крвта. Над 1.300.000 денари ќе се потрошат за изградба на 2 помали моста на Бела река во Осоговијата. Со тоа треба да се подобри поврзувањето на планинското село Главовица со останатите населени места во општината. Општина Кочани планира да вложи околу 22.000 евра за подобрување на сообраќајната инфраструктура за жителите од планинскиот регион, односно за поврзување на селото Главовица со општинскиот центар и останатите населени места. Парите ќе се потрошат за изградба на 2 помали моста на Бела река, што досега е една од поголемите физички потешкотии на планинскиот пат кон ова село и регионот во тој дел од Осоговијата.
За реализација на проектот за изградба на мостовите, локалната самоуправа распиша тендерска постапка за избор на изведувач на градежните работи, а рокот за пријавување на заинтересираните беше до почетокот на оваа недела. Според проектната документација, се работи за мостови со должина од 7, односно 12,5 метри и широчина од околу 3 метри. Целата конструкција треба да биде метална, со придружни елементи за поголема сообраќајна безбедност. Исто така, и коловозната површина треба да биде изработена од дебел лим со соодветна антикорозивна и друга заштита. Изградбата на овие два моста се уште еден зафат што општина Кочани го реализира за подобрување на патната инфраструктура во планинскиот регион. Пред околу 2 години со околу 1.800.000 денари беше изграден мост на голема река кај селото Полаки. Парите во еден дел беа од општинскиот буџет, а остатокот од фондовите на Бирото за рамномерен регионален развој на руралните подрачја. Се уште не е завршена судската постапка за расчистување на имотно-правните односи за управната зграда на поранешен Атом. До тогаш објектот ќе остане неискористен и ќе продолжи да се распаѓа. Управната зграда на поранешен Атом ќе остане во сегашната руинирана состојба уште извесен период, додека да се расчисти судската постапка околу имотно-правните односи меѓу наследниците на имотот на фирмата. Повеќе од 12 години по започнувањето на стечајот и ликвидирањето на компанијата, просторот во овој објект стои неискористен и секојдневно се распаѓа. Општина Кочани не ја следува дел од имотот, освен комуналното јавно предпријатие Водовод, кое има мало побарување како доверител во стечајната постапка. Најголем дел од ненаплатените побарувања отпаднале на државните институции, како Управата за јавни приходи, фондовите за здравствено и пензиско осигурување, потоа компанијата ЕВН, осигурителните компании, Сдруженијето на возачи и 2 физички лица, кои со побарувања се стекнале со известни права врз објектот. Има судски процес кој што го води Општинскиот суд во Штип за физичка делба помеѓу собствениците, бидејќи со стечај и со ликвидацијата на Атом се поделени идеални делови од зградата на некои си десетина собственици и сега судот треба да им направи реална распределба на тие површини кои што се. И има у елаборатот за проценка има поединечно на кој колку се паѓа. Дори после завршувањето на таа судска постапка може да се разговара што ќе се прави со таа зграда. Постапката за физичка делба ја иницирала регионалната дирекција на Управата за јавни приходи од Штип, поради што целиот случај се води во Општинскиот суд од тој град. Според сознанијата се чека согласност од вклучените страни во физичката делба на просторот во зградата, што вообичаено тешко се реализира. По стечајната постапка во Атом, поранешните вработени од предпријатието повеќе пати излегуваа на протести со барања да им се исплатат за останатите од 2 до 18 плати, како и од премнините што тогаш биле обезбедени со вториот фесал аранжман во Светска банка. Во меѓувреме, имотот во управната зграда е дополнително обезвреднет поради внатрешните оштетувања, така што новите сопственици на простор во неа ќе бидат принудени на нови трошоци за санирање на објектот. Се подготвува теренот за чинот на потопување на честниот крст во водите на Кочанска река и за одбележување на празникот Богојавление Водици. Екипи на комуналното јавно предпријатие Водовод утрово го чистеа коритото и ги поставуваа потребните елементи за собирање на водата во реката на местото каде што ќе се врши чинот. Пријавувањето на кандидатите се уште не е започнато, истакна од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Започнаа подготовките за одбележување на празникот Богојавление Водици и потопување на честниот крст во водите на Кочанска река. Екипи на комуналното јавно предпријатие Водовод започнаа со подготвување на теренот на Кочанска река каде што ќе се изврши чинот. Се расчистуваше коритото и се овозможи лесно собирање на водата на местото каде што ќе се изврши потопувањето на крстот. И годинава храмот Свети Великомаченик Ѓорги достојно ќе го одбележи празникот Водици, со читање часови во црквата, света божествена литургија на празникот Водокрст, кога е строг пост, и со света литургија на самиот празник Богојавление 19 јануари. По литургијата со свечна литија од храмот ќе се оди до местото каде што ќе се потопува Светиот крст.
Чинот и годинава ќе го изврши митрополитот Брегалнички Иларион. Инаку пријавувањето за скокање по крстот во Кочанскиот храм се уште не е започнато. Кандидатите кои ќе се пријават треба да бидат полнолетни и да исполнуваат уште еден услов кој се постави од минатата година, да ја знаат напамет Оче наш. Од Кочанскиот храм апелираат до верниците пред да одат кај реката каде што ќе се извршува чинот на потопување на крстот, да се присуствува на света божествена литургија, затоа што пред се треба да се даде христијанска димензија и значење на празникот, а не да се гледа како некој спектакл. И годинава за Василица ќе горат василичарските огнови и со песни и ора ќе се прослави православна нова година. Култот кон паричката да не биде поголем од култот кон Бога, апелираат свештениците. Православните христијани годинава ќе прослават православна нова година, или позната кај народот како Василица. Старата година ја испраќаат со палење василичарски огнови, кои како што велат верниците се символ на божествената светлина и според народното верување ги прогонуваат лошите сили. Мислењата за палење василичарски огнови меѓу црквата и народот се поделени, па свештениците апелираат да се слави во духот на православието, односно да не се претерува со алкохолот и богатите јадења и култот кон паричката да не биде поголем од култот кон Бога. На празниците да им се даде христијанска димензија, со тоа што граѓаните позачестено ќе ги посетуваат Божите храмови и празниците да ги поминат в црква на божествена литургија. Многу македонски семејства Василица ја празнуваат и како домашна слава, а тие кои го носат името на Свети Василий Велики го слават својот именден. Кршат и погача со паричка. На ваквите собири не изостанува ракијата, песни и ора, а трапезата, водата и погачите се осветуваат од свештено лице кои читаат молитви за здравје. По повод православната нова година и празникот Обрезание Господово и Свети Василий Велики во Кочанскиот храм ќе биде отслужена Света Василиева литургија. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.